Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност. Откако Социјалдемократскиот сојуз уништи се што допре во овие 3 години, сега со нивното разорно дејство допре и дотаму до Законот за градење и токму во оној дел кој што беше најсигурен и најјасен за граѓаните и за инвеститорот. Зошто велам токму во тој дел? Ако досега во Законот за градење стоеше дека инвеститорот за да започне со градба треба да има 100% право на собственост на имотот за да може да започне со градба. И на тој начин, доколку овој инвеститор изградеше стамбен објект, тогаш сите станари кои што сакаат да купат стан ќе беа сигурни дека ќе се стекнат со имотен лист и дека нивните средства ќе бидат дадени наменски за купување на стан или деловен објект и нема да заврши како што во минатото имавме ситуација со ФИКОМ. Со овие измени кои што ги предлага министерот Сугаревски, за жал, ќе се доведе во ситуација и инвеститорот, но и граѓаните кои што сакаат да инвестират во стан, ќе се доведат во една незавидна и несигурна ситуација, затоа што инвеститорот ќе почне со градба доколку поседува 90% од имотот. А оние 10% кои што се во собственост на Република Македонија, за кои што можеби во катастарот стои дека се на Република Македонија, а всушност за нив се води судска постапка за денационализација. Се додека трае судската постапка и не се донесе одлука на судот, која што одлука може да биде во интерес на приватно или физичко лице, на кое што ќе му биде вратена неговата собственост, и кога ќе се внесе во катастар, ќе стои дека всушност имотот е на правно или физичко лице, а не на Република Македонија. Можеби тоа физичко лице не сака да го отуѓи тој 10% од неговиот имот. И што ќе се случи доколку инвеститорот кој што веќе ја изградил градбата, продал станови уште во процесот на градење, што ќе се случи со граѓаните кои што веќе уплатиле за стан? Некои од нив можеби уплатиле 70-80%, некои можеби зеле кредит, ставиле под хипотека имот кој што го поседуваат и на крај ќе останат и без пари, но и без стан. Очигледно дека овие законски измени се прават се со цел наменски да се излезе во пресред на некои урбани мотници. Бидејќи од колешката Кети слушнавме од оваа говорница дека знае конкретно за која парцела станува збор, неколку пати ни потврди дека се знае, точно се знае за кои парцели стануваат збор. Министерот немаше доблест на Комисијата за транспорт и врски да го каже ова јавно. Ние сега можеме да заклучиме дека колешката Кети и министерот Сугаревски се уиграни во овој бизнис и имаат заеднички интерес и штитат заеднички пријатели или урбани мотници. Почитувани колеги, досега имавме рекет 1, рекет 2, рекет во обвинителство, рекет во здравство, сега имаме и рекет во градежништво. Очигледно е дека инвеститорите кои што нема да имаат 100% собственост ќе бидат подложни на рекет. За да им ги дадете тие 10% да ги отстапите од државата, ќе ги уценувате и рекетирате инвеститорите кои што се стекнале со 90% имот. На овој начин ќе продолжи да цвета корупцијата, која и сега цвета. Ова не го зборувам само јас како пратеник од опозицијата, ова го зборува и индексот на перцепција на корупција според Transparency International, каде што ја лизнавте Македонија за 13 места, односно Република Македонија на 106-то место. Почитувани граѓани, ние се наоѓаме со земји како што се Монголија, Слонова коска, брегот на Слоновата коска, Египет, Алжир и замислете, дури Албанија е скоро пред нас. Лани беше Косово пред нас, сега дојдовме до Дередже, каде што и Албанија е пред нас. Со овој нов рекет кој што го создава, законски го создава министерот Сугаревски, ние ќе дојдеме до дното. А од дното верувам дека подолу нема. Затоа најдобро е овој предлог закон да се повлече и министерот Сугаревски да го врати постоечкиот закон, односно 100%
собственост на парцелата, па после тоа да се почне со градење. Вака инвеститорот кој што ќе започне со градба, ќе добие лист за предбележување, ќе ја започне градбата, ќе ги подлаже граѓаните дека еве има одобрение за градба, тие ќе се уплатат уште нели за обично кога се уплаќа стан во градба има поголеми поволности, односно квадратот е по пониска цена и на крај кога ќе дојде листот за предбележување да се трансформира во имотен лист, имаме проблем. Инвеститорот ги нема тие 10%. Или не се испазарил добро, или од владата му барале преголем рекет. И што ќе се случи со купувачите на стан? На овој начин граѓаните ги доведуваме во ситуација да останат и без пари, и без стан. Ама, затоа на другата страна ќе имаме функционери кои што ќе бидат богато платени и наградени за оваа работа, и имаме урбана мафија која што цвета и корупција која што во Република Македонија метастазира во секој дел од општеството. Според индексот на демократија на економист, Македонија е хибриден режим. И тоа веднаш после Сингапур. Почитувани колеги, да се носат законски решенија, очекувам измени, дополнување на законски решенија, очекувам и граѓаните очекуваат да бидат подобри од претходното законско решение. Затоа што претходното законско решение може би покажало недоследности во пракса и затоа е добро да претрпи измени. Но да се носат вакви предложени измени, а знаеме дека не се во интерес на граѓаните, зборува само дека и таму каде што немавте озаконето корупција и рекет, и тука во овој дел веќе законски ќе рекетирате и уште се зголемува можноста високите владени функционери да бидат уште покорумпирани, а и покрај тоа што мислевме дека корупцијата го достигна максимумот, сега гледаме дека имало уште. Почитувани колеги, колку што приметив на Комисијата за транспорт и врски и екологија, вртеничката од Дом, исто така го критикуваше овој предлог закон и таа се согласи со нас дека на овој начин ќе продолжи да цвета корупцијата и ќе продолжи рекетот во Република Македонија. И како што гледам сега не се присутни во салата, очигледно револтирани од ова катастрофално законско решение. Па затоа би сакала да му посочам на министерот, додека е тука, да го повлече овој предлог закон, ако не сака нас да не послуша пратениците од опозицијата, тогаш барем своите коалициони партнери нека ги послуша, нека се согласи со нив и нека го спречи овој лош предлог на закон. Почитувам министер, и јас ќе го коригирам на крај колегата Димитар Стевананџија, кој што кажа дека два пати во животот ви има видено нервозен. Првиот пат кога гласавте за анексот, за новото задолжување, и вториот пат сега кога го браните овој закон. Морам да го коригирам. Ви имам видено нервозен кога не ве ставија на листа за пратеници. Но вие не знаевте дека ќе ве стават министер. И за жал, може би сте биле во право што бевте нервозен. Ако бевте пратеник, немаше да ве заглават со криминал, како што тоа сега го направија вашите од Социјалдемократскиот сојуз. Додека е време, повлечете го предлог законот, спасете се и себе си, инвеститори и граѓани кои што во иднина би се задолжиле со кредити за да си купат стан во Република Македонија. Имате време, размислете и донесете една здрава и мудра одлука. Благодарам. Реплика пратеничката Смилеска ќе ти повеле.